Кошаркарскиот тим Атекс годинава не се надпреварува во Лигата за генерации 1999-2000. Во клубот моментно тренираат девојчиња на различна возраст, поради што е неможно да се состави тим од една генерација кој би се надпреварувал со своите врснички од другите клубови. Оваа година кошаркарскиот клуб Атекс нема се надпреварува во Младинската лига на Кошаркарска федерација на Македонија во генерација 98-99 од едноставна причина што немаме играчи со таа возраст. Планираме наредната година 2014 да ја пријаваме екипата во 2000-2001, бидејќи секоја година се менува системот на надпреварување. Останавме само со една играчка 98, со тоа што Ана Јованова замена во редовите на шампионот Кросик. Останатите играчки ми се 99-2000-2001 и мислам дека не е логички да се надпреваруваме во категорија каде што сите екипи имаат бар по 10 кошаркарки родени 98 генерација. Но тоа не значи дека годинава нема да се игра кошарка. Кај девојчињата постои желба за докажување и надигрување. Така беше и на Питијалата во Велес, кога кошаркарките на Атекс ја совладаа повозрастната екипа на домаќинот Унибаскет и тоа со 24 коша разлика. Се договоривме со екипите на Унибаскет Велес, Струмица и Гевгелија да одиграме секој месец да играме преласки утакмици за да го одржиме ритмот на кошаркарките. Професионализација на женска кошарка во Кочани тешко да ги има, од едноставна причина што за да имаме професионална екипа треба да имаме спонзори. Ние еве 7 години поред назад се надпреваруваме без спонзори. Кошаркарките и кошаркарите сами си ги плаќаат надпреварите, патувањата, исхраната, меѓутоа и покрај тоа ние правиме резултати. Освоивме 2 златни, 2 сребрени, 2 бронзени досега. Дадовме 5 кошаркарки во прворгешки екипи, тоа се Таушанова, Георгиева и Сања Јованова во клубски, Симона Коцева и еве најновото заменување на Ана Јованова во Кросик. Пред 2 декади Кочани беше значаен кошаркарски центар во Македонија, но од тогаш работите тргнаа во спротивна насока како и во другите спортови. Кочани има титула и во женска кошарка, кога екипата на Агроопрема во една сезона ја освои двојната круна, обединувајќи ги титулите во првенството и купот.